вас и во вас во душите ви. Македонскиот цар Филип II му се обраќа на собранието на македонците во Сандански. Почитувани мои македонци, ако сте заборавиле кои сте и што сте, ако се плашите, ако сте слаби со духот, ако сте се загубиле во некаква магла и темнина, ако немате доблесен македонски маж да ве поведе, ако се срамите од славното македонско минато, поведете внатре во вашата рамка, соберете се, стеснете се, набите се, ете ја рамката во која сакаат да ве натикаат со ум или без ум. Или станете добри војнени, станете без страх. Исполнете ги небото и земјата со славата на Бога. Дали е подготвена фалангата? Царската војска на Александра под оружје? Разбудете се, браќа, војни на души на мојот народ. Не чека последната битка во македонското време по зададениот ред. Мртвата македонска војска, силите на ангелите, самиот Создател и вие, македонци мои, против злосилието и силите на паднатиот ангел. Во огнено езеро ќе ги напикаме, како што бедните сакаат да не стават по рамка. Напред, браќа, нека тргне непобедената македонска фаланга во атака. Напред. Во името на Господ Исус Христос, сега го кршам секој завет на злото што е фрлен врз македонската земја. Во името на Господ Исус Христос сега ја растурам македонската клетва за самоуништување. Во името на Господ Исус Христос сега ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта, над сатаната, во македонскава земја и насекаде. Македонци мои, напред. Напред. Вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина. Кој врви по мене ќе оди во светлина и нема да има темно во животот. По тоа видение ние веднаш тргнавме за Македонија, оти Господ ме повикал таму да го шириме светот Евангелие. Тоа беа 3 сцени во нашиот театар Скрби утеха. Слава му на Бога, кој се излева и се пишува и ги игравме на целата македонска земја без рамки и ограничувања. И во Пиринско, и во Егејско делови, Гора, Голобрдо, во Анатолија, кај македонците во Србија и насекаде, во Тирана, во Корча. И секаде не пречекува македонците со својата светла душа, со леби вино, со песни и ора, со македонската песна која е еволуиран обред на славење, не со мраза, со простување, со љубов, со Божјата љубов во Македонија, оти на вистина е тоа земја дарувана од Бог. И уште еднаш ве благословувам да се среќаваме живи и здрави, да ги надминеме границите, затоа што Македонија не е само етнос и едност, туку духовна сила и величие. Бидете благословени.